Околу 18.000 грла овци на територијата на цела Македонија угинале минатата година како последица на болеста син јазик. Над една половина од нив се во стадата на сточарите од источниот регион на државата, каде интензитетот на заболувањето беше највисок. Далеку помала штета имало кај другиот крупен добиток, каде угинале над 100 кози, како и кај кравите со 30 изгубени грла. Такви податоци покажуваат анализите од Министерството за земеделство, со што е потврдено дека сточарите претрпеле колапс кај своите стада. Освен прорачувањето на добитокот, имале и директна финансиска штета, затоа што не можеле да ги продаваат ниту грлата, ниту пак млекото и млечните производи. Тоа е причина што од ресорното министерство велат дека за оваа година се планира преземање на времени мерки за сузбивање на болеста, односно уништување на нејзиниот преносител. Ние на сите штали 10.000 извршивме дезинсекција, чистење, дезинсекцирање, но не значи дека тотално е уништен овој вирус, така да ние ја следиме и веќе на пролет ќе преземаме нови мерки согласно она што Агенцијата за храна и ветеринарство ќе ги констатира. Претходно од Министерството за земеделство веќе најавија дека сточарите на кои им биле уништени стадата ќе бидат ослободени од плаќање на пашарина за минатата година. Исто така, тие ќе добијат субвенции за угинатите грла, а за секое оставено женско јагне ќе се исплаќаат по 4000 денари. Целта на мерките, рече министерот Цветков, е да им се олесни финансиската криза на фармерите, но и да се зајакне сточниот фонд кој претрпе штети од синиот јазик.